Почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата, предводена од СДСМ, презема ефикасни и навремени мерки за заштита на стандардот на граѓаните во време на глобална економска и енергетска криза. Со пакетот од 26 антикризни мерки во вредност од 400 милиони евра им се помага на граѓаните и на компаниите да ги надминат последиците од кризата. 330.000 пензионери и околу 36.000 домаќинства, приматели на гарантирана минимална помош за месеците април, мај и јуни, ќе добиваат по дополнителни 1000 денари месечно кои можат да ги искористат за купување на прехранбени производи, плаќање на сметки и друго. Владата, предводена од СДСМ, донесе одлука за укинување на данокот на додадена вредност и укинување на маржите за основните прехранбени производи, со цел да се заштити стандардот на граѓаните. Се намалија и ДДВ-то и акцизата за горивата, што резултираше со пад на цената на бензинот за 6,5 денари и на дизелот за 9 денари. Додека цените на горивата секаде во регионите растат, кај нас тие се намалуваат и денес имаме најниска цена на гориво споредено со земјите во регионот. За да се покаже одговорност и во време на криза, но и да се ослободат дополнителни средства, владата ги задолжи сите институции кои се буџетски корисници да ги намалат расходите за стоки и услуги за 10%, трошоците за репрезентација да ги намалат за 50%. СДСМ, како одговорна партија, продолжува со реализација на мерки и политики кои го штитат стандардот на граѓаните. И во време на криза, економијата е стабилна, платите растат, невработеноста опаѓа и тоа е потврдено со официјални податоци од релевантните институции. Продолжуваме со вистинска грижа за граѓаните и за домашната економија. Ви благодарам.